До крајот на мај годинава се очекува да се добие проширената листа на ранливи граѓани кои ќе добиваат финансиска помош од државата за да ги платат сметките за струја со цел да се намали енергетската сиромаштија, велат од Регулаторната комисија за енергетика. Регулаторна заедно со Министерството за економија, Министерството за труд и социјална политика и владата во декември лани го отпочнаа процесот со кој точно ќе се таргетираат потрошувачите на кои финансиски им е потребна помош за да ги подмират сметките за електрична и топлинска енергија. Се уште не е познато колкава ќе биде висината на месечната финансиска помош, но се знае дека корисниците помошта ќе ја добиваат на тој начин што од сумата на месечната сметка ќе се одземе висината на помошта, а корисникот ќе го плати остатокот од месечната сметка. Целта за зголемување на опсегот на ранливи категории на потрошувачи е пред се да им ја олесниме состојбата на не само на граѓаните кои што примаат социјална помош, бидејќи очигледно има и други граѓани кои што се соочуваат со неможност за плаќање на своите сметки за електрична енергија, од една страна, од друга страна сакаме да ја подобриме ликвидноста на електроенергетскиот сектор. Знаеме дека Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за поскапување на цената на електричната енергија во месец јули минатата година и знаеме тоа на каков одзев доби во јавноста, иако Регулаторната комисија немаше друг избор, освен да поскапе цената на електрична енергија, бидејќи сите извозни компоненти кои што очекувавме дека државните компании Елем и Мепсо ќе ги имаат во 2020 ги нема и одеднаш во секторот немавме приходи од 28 милиони евра. Значи, покрај лошиот прием на оваа одлука која што донесе Регулаторната комисија за енергетика од страна на граѓаните, ние очекуваме со зголемувањето на обемот на ранливи категории на потрошувачи да им се додели помош на вистина на оние категории на граѓани, категории на домаќинства кои што реално имаат проблеми и се соочуваат со плаќањето на сметките пред се за електрична енергија. Од регулаторна потенцираат дека станува збор за комплексна операција во која треба да се вкрстат податоците на повеќе институции за да се идентификуваат прецизно потрошувачите на кои им е неопходно да се помогне за да ги подмират сметките за електрична и топлинска енергија со цел да се намали енергетската сиромаштија. Покрај домаќинствата кои што сега примаат социјална помош, предлагаме да бидат опфатени и домаќинства кои што во овој момент немаат никаква помош и не се регистрирани да примаат социјална помош. Исто така предлагаме да влезат и домаќинствата во кои што има пензионер, кој што прима пензија од првата група, односно кој што ја прима така наречената минимална пензија. Исто така ги предлагаме и домаќинствата кои што имаат невработено лице и кои што користи надоместок во случај на невработеност од Агенцијата за вработување, а покрај тоа предлагам, имајќи во предвид ситуацијата со оваа пандемија, кои што да влезат во оваа категорија на ранливи потрошувачи и домаќинства каде што еден од вработените ја изгубил својата работа а додека останатиот еден од членовите изгубил својата работа, а додека останатиот прима само минимална плата. Значи, реално бараме на тие луѓе кои што и реално им треба помош да бидат опфатени во оваа, да речам, субвенција. При тоа не претендираме дека нашиот предлог е најдобар и токму од тие причини се формира и работна група во која што ќе има представници од Министерството за економија, Министерството за труд и социјална политика, на кои што ќе ги најдеме најдобриот начин кој што е да бидат опфатени овие категории на граѓани. При тоа, многу ни е битно пред се да ги споиме како категории на домаќинства со нивната потрошувачка од енергетски аспект, бидејќи до сега никој нема направено оваква база на податоци во државата и за прв пат ќе се направи. На тој начин ќе имаме точно реална слика колку има реалната потрошувачка на овие домаќинства и колку треба да добијат помош која што би им ги олеснила нивните проблеми во однос на покривањето на трошоците за електрична енергија.
Од регулатор не уверуваат дека државната помош за плаќање сметки за струја на ранливи категории граѓани нема да биде помала од 1000 денари, но конечно колку помош ќе добиваат таргетираните корисници ќе се знае откако точно ќе се заврши проширената листа на ранливи граѓани.